ќе зборам за постојаност, поточно, и го разбирам овој дел. Во маката не можеме да бидеме постојани, не треба да бидеме, но повикот за постојаност е битен. Повикот за постојаност без разлика што правиме, како правиме, е добре дојден во нашиот живот. Зошто? За да можеме да видиме плодови од таа постојаност. Поинаку би било како некој ветар да не вее. Нас би требало да не вее ветрот, но единствен ветар што треба да не вее ветерот на Светиот Дух. Во Библијата е спореден Светиот Дух со ветар и пишува дека дува на секаде и дува околу секого и дува од секаде. И денеска некако службата ми е таква. Светиот Дух е тука меѓу вас, дува на секаде и не знаете неочекувано каде ќе удри, што ќе ви каже, каде ќе ве благослови, каде ќе ве укори, каде ќе ве да објасни, каде ќе ве едноставно приближи до неговото срце, до татковото срце на Светиот Дух, до татковото срце на нашиот Господ. Знаете, во Стариот Завет, во древниот Израел, имаше скроз погрешен концепт на тоа што значи татково срце. Кога се зборуваше за татково срце, таму се размислуваше за некоја суровост, за некој татко што едва и чека да си го казни својот син за негова придобивка. Значи не да биде казната поради некоја суровост, каде што ќе видиш ти кој е над кого, него сепак мислеа дека закоравеноста на срцата, строгоста на родителот, на таткото е тоа што го води во светост своето дете. Но Исус носи еден сосема поинаков концепт за татковство. Он кажува: Аба, татко. Во својата молитва, он го крева степенот на секое разбирање што било до тогаш за татковството и вика: можете да имате слободен пристап и својот татко да го наречете татенце. Вау! Знаете, кога ние, нашите родители, им се обраќаме према тоа колку се во моментот добри или лоши према нас и на таков начин се обраќаме. Татенце, ако треба нешто да се зема, ако треба нешто да се побара, ако нешто ни угодил, или мамичка, но ако е обратно, тогаше он, тогаше тој таму. Така да не знам зашто зборам за татковото срце, не ми е тоа на мисла, но едноставно она што го проповедаме, тоест го прокламираме, поточно тимот, беше големи дела, постојано во средината на славењето, во средината на збиднувањето, ако можам да кажам, беше тоа: големи дела ќе прави Бог, големи дела ќе прави Бог. И ние слушаме постојано, дури и во на нашата политичка сцена, на нашата социјална сцена, во нашата Македонија, за некакви големи дела постојано, но никако да дојдат тие големи дела. Не знаејќи дека во црквата се веќе дојдени тие големи дела за кои ние допрва треба да кажуваме и да ги живееме. Јас, ти, тој, ние, вие, сите ние сме големо дело на нашиот Господ Исус Христос. Ова нема никакво, ајде како да го кажем, никакво клише во сите овие зборови, зашто ако читате историски, ако читате теолошки, како сакате да читате, единствено спојување на се видливо невидливо има во Исус Христос. Единствено спојување на се добро има во Исус Христос. И затоа никој и никогаш и никако не може да го надмине тој момент дека Исус Христос е присутен во неговиот живот. Без разлика колку го познава од прво лице еднина, колку го познава од најблизок вид, или колку не го познава или бега и не сака да го познае. Имајте надеж, Бог кажуваше за комшиите, имајте надеж за секој човек. Дека Бог е праведен и дека ќе допре до секое едно срце на луѓето што ни се важни, на луѓето што ни се помалку важни, на луѓето за кои се молиме или за луѓето за кои воопшто и не се молиме. Бог ќе најде начин и канал да ги допре Божите срца, зашто тие се негови деца, негови срца и на никој друг. Вау. Минатата проповед беше баш за мене интересна проповед, не амерички интересна, што значи дека пата дали била интересна, него стварно беше возбудлива проповед, зашто секогаш кога се изнесува на виделина, на површина, присуството на Бог во нечи живот, во црквата е нешто големо што треба да се медитира за тоа постојано и постојано. Но не само да се медитира, да се живее во истото.
Џабе ни нас медитирање и останување на таа позиција каде што ние ќе нема да се впуштиме во авантура да истото тоа и го живееме. Ја верувам дека присуството на Бог е толку силно, е толку присутно во нашиот живот, што ние можеме само да го избегнуваме, не сакајќи да се соочиме со вистинската реалност дека да, Бог е во нашиот живот, е се присутен. Бог не е само се присутен и во Албанија, не е се присутен и во не знам, во која и држава да сакате. Бог е се присутен во твојот живот. Ја мислам дека таму треба да го сведеме главното присуство на Бог. Бог е се присутен во твојот живот. Кога бев млад, знае дека Бог е присутен, но не бев сигурен колку е се присутен. И кога одев во диско, викав, во оваа темна дупка, сигурно не е присутен. И така да се опуштав, да правам работи што сега може би не можам да ги замислам, или нели, со младоста идат и некои нешта, некои работи. Но кога дозна дека Бог е се присутен, веруете, не ми отежна, ми олесни. Зашто Божјото присуство е тивкиот ветар, ветрец, тивкиот глас, што го слушна Илија, додека го чуваше Бог во апокалиптичните очекувања за светот. Војни поминаа, се поминаа, али твојот глас беше во тивкото ветре, во тивкиот глас во мене. На истиот начин Исус стана присутен во светот. Ако читаме Евангелијата, ќе видиме дека сите евреи очекуваа, посебно учениците, очекуваа апокалипса, очекуваа меч. Мајката на Јован и на Андре беше. Вика, може ли, одејќи на Јерусалим, мислејќи дека ќе завладее Исус сега, може ли, вика, да седнат, да земат дел од оно што ќе биде владење во Божјото царство? Зашто храмот го мислеа дека е Божјото царство. Зашто владењето автономно со Израел го мислеа за Божјо царство. Исус и вика, да, може да ја пијат и чашата се, но не можат да дојдат таму каде што ќе одам јас. Им го разбива целосно тој термин за Божјото царство. Божјото царство е нешто друго. Така да, колку ја верувам дека, посебно во вакви моменти, во оваа година-две, ние очекуваме на најапокалиптичен начин да го слушнеме Бог и да речеме да, судот падна врз тој и тој и Бог зборува во твоето срце тивко и ти вика, остај тие работи. Имам поголеми дела во твојот живот. Ти си поголемо дело во твојот живот. Вау. Што збореме, дали памтиме? Ја точно знам нели кој бил, кој не бил, не дека запишувам, него ми фалите. Кога ми фалите на служба, јас знам кој ми фали од прилика и така да нели вика, пасторот си знае своето стадо, така да ја пасторот мора да си го знам стадото, кој е тука, кој не е тука. Го разјасниме тој дел за стадо, минатата служба, ако некој не слушнал, сосема погрешно не обвинуваат за синдром на стадо. Ние не сме никакво стадо, каде што не знаеме што правиме и како правиме, него напротив, ние сме стадо од концептот на Исус, каде што Исус знаел дека во тоа време животните имале ист третман со луѓето и живееле на исто место со луѓето и пиеле од исти кладенец со луѓето. Исус зборува за такво стадо. За такво јагне Божие, уствари е посоветуван Исус, поистоветуван. Така да зборуваме дека Исус е уствари Божјото присуство во нашиот живот. Исус е Божјата шехина. Имаше пред тоа концепт на Божја шехина, каде што одеше постојано славата Божја, кога Мојсе ги извади евреите од Египет. Но рабините развиле на друга, ако можам да кажам, теологија, што Исус им побива или не им побива, им ја изразува во целост со тоа што
рабините во тоа време мислеле дека кога они двајца и тројца ќе се соберат, специфично Божјо присуство е меѓу нив. Исус им вика, каде што вие, било кој, без разлика дали си рабин, дали не си рабин, без разлика дали проповедаш или не проповедаш, без разлика како во овој период живееш или не живееш. Ако двајца и тројца во моje име се соберат, се присутни, и јас ќе бидам специфично присутен меѓу нив. Збореме на каков начин се изразува тоа присуство или се манифестира тоа присуство. Ова сакам да направам мала ретроспектива за да можам да влезам во она што сакам денеска да зборувам, зашто ја верувам дека е многу поврзано, тесно поврзано. Присуство значи и постојаност. Или постојаност одразува присуство врз нешто, на нешто, во нешто. Така да рековме дека се манифестира Исус како жива вода, се манифестира како вино, се манифестира како леп, се манифестира како вистина, се манифестира како неизворен, неисцрпен извор на живот во твојот живот. Знаете, понекогаш концептот за живот кај нас дека е сосема ставен на најниско ниво, каде што го следуваме на животарење. Сте го слушнали тој збор? И затоа треба да го разликуваме од вистинскиот збор, што Исус кажува кога вика жива вода и дојдов да дадам живот и тоа живот во изобилие. И знаете колку грубо е понекогаш кога ние го следуваме само на материјални нешта, живот во изобилие? Каде што некогаш се повеќе, помалце, некогаш се многу, некогаш не се ич. Но живот во изобилие, во една прилика јас кажав дека е да си изнаживееш и да нема доста. Вау. Живот во изобилие е да го познаваш вистинскиот. А вечен живот е да го познавате Бог, вашиот Отец. Живот во изобилие е да го познаваме вистинскиот. Вау. Како вино, кој е благослов за сите нас, Христос е лозницата на која ние, неевреите, по телу и евреите по дух, сме накалемени. Сте размислувале за накалемување? Што се случува? Станува исто со оригиналот, така? Калемот станува едно исто. И знаете што прави? Раѓа едно исто. Вау! Убаво е да се подсетуваме, но убаво е да кажеме нешто ново за некого може би не, но нешто што ќе, ако можам да кажам, поттикне нашата свест, душа, дух за размислување. Зошто? За да не останеме на нивото докај што сме биле до денеска. Некој од вас е можеби на највисокото ниво што може до сега. Има левел погоре. Нешто што е решение можеби за сите проблеми е постојаноста во вашиот живот. Постојаноста во мојот живот. Слушнете го, решение за сите проблеми е постојаноста. Ќе објасниме дел, верувам дека Светиот Дух ќе ви да објаснува уште многу, а имаме уште многу време пред нас за објаснување. Иако е времето со завршеток, времето има крај, ние разбирајќи ја вечноста, знаеме дека ова нешто нема крај. Најдобро е нешто. Замислете кога на некое дете ќе му несете киндер јајце, а истото дете да знае дека тоа нема крај. Киндер јајцето би немало крај. Вау. Има недостиг на киндер јајца, не знам дали сте приметиле. Го првен имаше недостиг на машки киндер јајца, а сега воопшто. Се случува. Се случува. Се менува, но Бог и црквата остануваат исти во целосна динамика на тоа што значи да се остане исти. Зошто кажувам? Знаете, пишува дека Бог е непроменлив,
А на друго место пишува Бог стана човек. Значи се промени. Така? Бог е суштински непроменлив во своите ставови. Бог е суштински непроменлив, зашто знае што прави. Но Бог е суверен Бог. Амин. И секогаш кога нештата ќе излезат од колосек во нашиот живот, Бог има план за нашиот живот. Еднаш со еден пријател, ова кажувам, сигурно има 22-3 години, е фати една лоша кривина, влегувавме со кола, он возеше, е фати лоша кривина, таму имаше пруги. Ама некако фати, тргна на пругите, застана измеѓу и се намести некако убаво и возеше по пругите. И така ми дојде кога понекогаш ние, Светиот Дух, е тука, присутен и ние, без разлика како ќе ја фатиме кривината, без разлика колку ќе си значиме да ја фатиме кривината, ќе застанеме стабилни и ќе продолжиме, зашто неговите патишта се поголеми од нашите патишта. Постојаност. Во постојаност пишал дека е израз на континуитет, непоколебливост, упорност и цврстина. Сигурно има уште, ќе ви текнат уште многу. Што се е во постојаноста? Но континуитет. Ја го имам толку користен и го користам овој збор континуитет во мојот живот, што многу пати Данче ме вика аманти со тој континуитет. Но јас многу верувам во ова нешто, а тоа е континуитет. Тоа е континуи на англиски нешто што продолжува, нешто што постојано продолжува. Ајде Јаков 1:8. Ајде ќе почнеме обратно. Ќе почнеме со непостојано, зашто нема многу да дадеме време и простор, зашто непостојаноста во нашиот живот е присутна. Ја согледуваме, но затоа тука сме да се поучиме, затоа тука да се охрабриме, да ја замениме со постојаноста во нашиот живот. Инаку непостојани сме многу пати на многу патишта. Знаете ли Јаков што пишува? Оне што се двоуми во неговото срце е непостојан. Јаков е брутален или брутално искрен, ако можам да кажам. Пред некое време патувавме, се враќаме негди, некој ме праша со кого сакаш да се запознаеш од ликови од Библијата или од Стариот или од Новиот Завет, без разлика, и ја тоа време го истражував малце Јаков или размислував повеќе како он делувал, зашто опасен бил и викам со Јаков. И така да Јаков е брутално искрен во своите изјави, но брутално точен и брутално вистинит. И кажува една голема вистина за нашиот живот. Каде што вика, кој се двоуми во неговото срце? Се раѓа во твоето срце. Тука некаде. Не во ова срце физичкото, него во духовното срце. Тој е непостојан на сите патишта. Знаете ли обратно на ова како би било? Кој не се двоуми во неговото срце, тој е постојан на сите негови патишта. Ја ги знам плодовите во мојот живот или во нашиот живот со Даниела, кога сме се двоумели, кога не сме се двоумели. Знам патеките што сме ги изоделе, кога сме се двоумели, кога не сме се двоумели. Прва Солунијани или Солунците, 5 глава, 17 стих, еден од најкратките стихови, вика постојани во молитвата. И јаде ќе одиме за кратко само во дела апостолски да видиме едни од најпознатите, ако можам да кажам, стихови за тоа како би изгледала или како би реагирала и денешната црква, иако е голема временска разлика, голем временски период поминал, но
некако натаму не врти Светиот Дух да ја гледаме раната црква и да делуваме по тоа како делувала раната црква, зашто верувате дека не само раната црква имала пионерски изазов на српски или како да кажам предизвик пред нив. Од кај бе на српски ми текна тоа, не знам. Предизвик. Секоја една црква во своето време, на своето место има пионерски предизвик во неа. И вика, и беа постојани во апостолското учење и во општењето, во раскршувањето на лебот и во молитвите. Беа постојани во овие неколку работи, што може би се и главните работи за кои ние можеме да бидеме постојани во нашиот живот. Зашто овие работи се неменливи работи во твојот живот. Биди постојан во молитвите. Павле на неколку пати, исто и Петар, се обраќа, бидете постојани во молитвите. Ја не сум постојан во молитвите. Знаете кога признавате? Пола ви се простува, така да очекувам пола Господ да ми прости, а пола да ме научи да го поправам. Нештата. А пола му се додава. Секој еден е дојден до момент да расте во нешто што се нарекува постојаност. И мене ме охрабрува една работа што ја оставив за на крај, што ќе ја прочитам околу постојаноста. Ајде ќе одиме во 1 Коринтијани, денеска сме со техниката скарани, и така да ќе морам ја да се снаоѓам. Не дека ми е тешко, не се ни жалам, па тогаш речи што спомнуваш. Колку ти ми помогни. 15 глава, 58 стих. Јас ќе ја прочитам тука, иако во другите преводи е малку поразлично, ама иста е суштината. Затоа, мои мили браќа, бидете цврсти и непоколебливи. Вау! Кога јас пишував за постојаност како некоја си дефиниција или што јас гледам во сето тоа, го немав на ум овој стих. И кога го прочитав, стварно ме израдува. Дека некако слично размислувам, зашто после најдов во други преводи истиот овие два збора се заменети со постојаност. И вика, затоа, мои мили браќа, бидете цврсти и непоколебливи. Секогаш пребогати во Господовото дело, знаејќи дека вашиот труд во Господ не е и нема да биде залуден. Амин. Трудот на вашите раце, на вашите нозе, нема да биде залуден во нашиот Господ Исус Христос. Знаете, овој инстат свет, како сака да ја одземе постојаноста од нашите животи, барајќи од нас се нешто инстант, се нешто одма да направиме. Тука сум пишал, пред да почне славењето го пишав, големите дела се одраз на постојаност, потикнати се од момент на инспирација. Инспирација, потикнати се од откровение, најнеш го фаќаш моментот, откровението е тука присутно. Идеја, што се раѓа во твоето срце или што некој друг ќе ја роди во твоето срце, ние имаме низана настани што се родија последно време од идеја, а што станаа големи дела за брзо време во нечи живот. Го имате гледано филмот Inception со Леонардо Ди Каприо или Зачеток? Дечките беа, тоа им беше работа, да даваат идеи, да прават зачеток во луѓето на идеја. И таа идеја да порасне нешто големо. Они тоа го злоупотребуваа, го правеа преку сонови, гледате го, феноменален филм.
Буквално феноменален филм. Знаја и да го злоупотребат, но се раѓа таму негде. Со инсепшн, со зачеток на нештата. Но слушате го на крај што пишат. Но се одржува со постојаност. Вау. Идеја, откровение, мисла се одржува. Упорноста во нас буди креативни идеи како да постапиме. Дали веруваме дека упорноста во нас може да пробуди креативни идеи како да постапуваме? Или упорноста во нас, вака, понекогаш се замислувам, упорноста во нас секогаш ќе не тера да наоѓаме патишта што ги наоѓале нашите предци, да наоѓаме патишта што ни ги оставиле нашите политички партии, како да се делува и како да се дојде до нешто, или на вистински упорноста во нас, ако гледаме библиски, ќе роди во нас креативни идеи. Имам голем пример за ова. Имам неколку, имам и од мојот живот, најде да почнеме со библиското што е многу голем и сите ќе ми речете браво, браво, браво. Ви текнува на Исус оди во Капернаум, мислам дека беше, се враќа, има голема служба, сите се околу него. Вратата е блокирана една, другата, од терасата не може да се влезе. И слушаат двајца пријатели. Како дошол некој Исус што се живо и диво исцелува. И века, ова мора да го направиме за нашиот пријател. И таму пишува дека го зимаат и го носат со носилка. Сигурно тежок бил, го тегнеле, го влечеле. Доволно му било тоа што се истрауматизирал, носејќи го натаму човекот. Доволно му било неговата болест дека не може да стане. И оди таму, ние кажуваме, бакнува врата. Едното место блокирано не може да влезе, другото место блокирано не може да влезе. Што да прават сега? Упорноста дава идеи и од идеите доаѓаат решенија. И он им текнува. Ќе го скршиме кровот. Ќе влеземе преку кровот, али ова мора да успее. Вау! Ова мора да успее. Ги замислувате крововите еврејски? Рамни, со кал, со трска, со некои плочи. Сигурно направиле лом на тие белите облеки, пошто пишува таму дека биле и фарисеите, биле и садукеите. Сигурно ги направиле лом со прашина, но пишува дека слегле точно тука негде пред Исус. Замислете како му било на човекот да го сибнат преку кров. Човек жив неспособен. Но евеа креативноста, што јас верувам дека Бог му ја дал, им ја дал на пријателите. И упорноста истата таа да успее. И Исус вика, вашата вера го исцели овој човек. Исус вика, вашата вера сака да им укаже се е од мене, но ваше е да поверувате во мене. Зашто овој човек јас го исцелувам. Вау. Ќе дојдат креативни идеи во вашиот живот. Убаво е да се даде слава на Бог. Павле кажува на друго место, бидете постојани во благодарноста. Бидете постојани во благодарноста, значи дека ќе имаш постојано нешто што ќе благодариш во твојот живот. Павле не бил многу далеко луѓе од еден просечен човек во тоа време, што се испосоветува со просечниот човек и во нашето време. Ги знаел проблемите, маките, ги знаел работите политички кои се сочуваат, религиозни со кои се сочуваат. Он лично сочувал со сите тие нешта. Павле не бил некој човек што не газел на земјата, бил горе само на небото, па можел да ги дава тие изјави и да му биде лесно во истото. Исус, како човек 100% немал таа привилегија.
да биде одземен од сето тоа што случувало во тоа време. Така да, споредбата никогаш не чини. Но кога би се споредиле за да се охрабриме со животите на овие луѓе, тогаш е добре дојдено. Тогаш можеме да кажеме, да, мојот Господ знае мојата ситуација во која се наоѓам. Повеќе од колку што јас самиот ја препознавам и ја познавам ситуацијата во која се наоѓам. Знаете, понекогаш ние се наоѓаме во нешто, ама не знаеме точно што е тоа. И тоа што знаеме е само да извикаме. Но Бог познава целата ситуација твоја во која се наоѓаш. Бог кој знае се не е фраза. Бог кој знае се е вистина. Бог кој може се е исто така вистина. Соочувајќи се со оваа вистина, ние се наоѓаме на место каде што не е секогаш угодно, не е секогаш убаво да се биде. Зашто тоа вади од нас работи за кои ние себично сакаме да ги држиме, без разлика дали тие работи се причина за наше страдање или радост. Понекогаш делуваме себично со тоа што го држиме во нас. И некој вика, да бе, зар тој сигурно сака да се измачува. Верувајте дека има моменти каде што човек сигурно сака да се измачува. Овие се моменти тешки, но постојат. И затоа го зборувам за да ги гледаме во животите на луѓето, за да знаеме кога немаме пристап да кажеме нешто, да имаме пристап како да се молиме за нештото. Постојаноста раѓа во нас стабилност, цврстина, доверба во луѓето, сигурност во постапките. Вау! Постојаноста раѓа доверба во луѓето, мене ми е многу силно. Бог е постојан на неговите патишта и не повикува да бидеме постојани заедно со него во неговите патишта. Да почнеме нашата доверба да ја стекнуваме во него и да дозволиме он да ни ја покаже довербата што има во нас. Бог никогаш, ама никогаш не го вртеше погледот, тоест Исус не го вртеше погледот, него зимаше погледот само за него. Секогаш не сочуваше кон таткото. Секогаш не сочуваше и кон луѓето. Довербата со Бог, верувајте дека секогаш ќе биде на испит помеѓу луѓето. Сигурни во постапките. Постојаноста во нашиот живот ќе даде да бидеме сигурни во нашите постапки. Зошто? Зашто ќе имаме мерило, систем како да измериме што се случувало пред тоа. И да речеме да, бев постојан за оваа и оваа работа и сега можам да ги видам плодовите од истата работа. И таа постојаност ќе те изгради тебе како личност. Постојаноста е тесно поврзана понекогаш со трпението или уште подобро кажано со долгото трпение во твојот живот. Зошто? Зашто долгото трпение од тебе го вади најдоброто. И што? Провереноста. Постојаноста е уште па потесно поврзана со карактерот. Знаете, викаат дека вук или волк менувал влакно. Така. И сега, најгрубо преведено е природата не ја менува. Не е точно. Нарав е природа, некој вика карактерот не го менува. Кај нас природата Божја е неменлива. Карактерот е нешто што е променлив. Постојаноста во твојот живот ќе го промени карактерот. Земете го неговиот јарем кој е благ и тој ќе ве води во постојаност.
Кога ние ќе насетиме дека можеме сами, ни е многу лесно. И дури малку сме порасположени, повесели, но кога насетуваме дека не можеме сами во некоја ситуација, тогаш како светот да ни се срушил, Бог дојде за тие луѓе. Бог не дојде за тие што се способни се сами да направат. Дојде и за тие, им кажува. Но сака да каже, немаат потреба понекогаш. Тие што во гордост ги прават работите. Ќе побараат некогаш. Имаше едно следо што многу јако меѓу нас тука, не знам дали не присуствува сега, каде што истото го мислела. Супер ми е се, па супер ми оди во животот, се до еден момент каде што и не било така супер, па морала да извика по Исус. Но Бог дојде за оние кои се слаби во ова. Да не останат во ова, него да пораснат во ова. Амин. Исус сака од нас да го прифатиме предизвикот на промена, предизвикот. Знаете, чии својства се најповеќе сите овие работи што ги прочитавме? Континуитет, непоколебливост, упорност и цврстина на војник. Војничка упорност, војничка непоколебливост, војничка цврстина. На војник. Оно што Исус го бара од нашиот живот. Да бидеме војници за Неговото царство. Но не да повикуваме огин, како што кажеме минатиот пат, од небото. Него да благословуваме на војнички начин. Вау. Постојани во радоста е одлика на оние што одлучиле нивната радост да ја црпат од изворот на радост, тоа е Светиот Дух, а не од познавањето на околностите. Постојаноста во радоста не е од поимањето на околностите во нашиот живот. Кога гледаме на околностите, кога ги поимаме, кога ги расудуваме околностите, секогаш ќе бидеме на два стола, со две лубеници и ќе бидеме непостојани во нашите патишта. Зашто околностите се исто така менливи. Во нашиот живот, околу нашиот живот, тие се променливи. Некогаш влијаат некои други, некогаш ние самите влијаеме врз нив, но тие се променливи. Затоа нашата изворна радост е од Светиот Дух. Да можеш да сведочиш дека мене еднаш не ми се смееше, ама срцето и духот ми беа полни со радост. Еднаш имав толку проблеми во мојот живот, но бев предизвикан и се радував во Господ и се смени атмосферата околу мене. Еднаш имав толку предизвици во иднината, што не сакав да дојде утрешниот ден, зашто мене ме очекуваат тие. Но Бог ме научи да се радуваме. И пак да се радуваме. Или постојано да се радуваме за работите. Зашто знаеме дека Он беше вчера, е денес и утре. И ајде за крај. 1 Петрова, 4 глава, 8 стих. Она што го кажав, што мене највеќе ме држи или ме трогна додека ја спремав оваа проповед. Прва Петрова, 4 глава, 8 стих. За сите вие што запишувате или што памтите во сега. Пред се имајте сесарна љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу гревови. На друго место, постојана љубов меѓу себе. Сите овие работи во кои дефинитивно можеме да растеме, може да подат од една појдовна точка, од постојаноста во љубовта што имаме во нашиот Господ Исус Христос. И да може да покрие се она што го согледуваме како грешки
во нашиот и во животот на другите. Но пред се имајте постојана љубов меѓу вас. Постојана Божја љубов меѓу вас и знаете дека таа ќе покрие многу недостатоци во вашиот живот. Многу места каде што сте виделе непостојани, многу места каде што сте виделе дека сте можеле и подобро. Многу места каде што сте мислеле дека некој друг можел подобро, а вие ќе сте го направиле тоа подобро од другиот. Ќе бидат покриени со постојаноста во љубовта што имаме во нашиот Господ Исус Христос. Вау!